Добро вечер, гледате Топ тема. Кој ги пали пожарите во Македонија? Колку се сериозни сомнежите за хибриден напад или станува збор за нефункционалност на институциите во справувањето со состојбите? Ова е една од темите за која одговори барам од Александар Иванов, професор на Факултетот за безбедност во Скопје. Во студиото пак ќе се фокусираме на економските теми. Колкава е еколошката свест на компаниите, зошто е мал интересот да излезат на берзата? Се само дел од темите за кои во студиото ќе разговарам со Иван Штериев, директор на Македонската берза. Добро вечер. Добро вечер. Горан Марковски, главен извршен директор на КБ Инвест. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И Александар Стојков, универзитетски професор. Добро вечер и за вас. Стартуваме со Александар Иванов, кого го имаме на линковско вклучување. Иванов е професор на Факултетот за безбедност. Иванов, добро вечер и до вас од студиото на Топ тема. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до гостите и гледачите. Еве, за почеток со она што актуелно ќе стартуваме, ваш коментар во однос на сите последни случувања поврзани со пожарите и на Дрисла, потоа Трубарево, Вардариште, вклучително и она видео од, како што е посочено, намерно палење на сервисот во Пинтија. Дали сето тоа укажува на еден координиран хибриден напад врз државата и која е целта, или пак од друга страна, како што опозицијата тврди, се откриваат сериозни системски пропусти и нефункционалност на институциите? Би морале да бидеме предпазливи. Јас во отсуство на оперативни информации не можам да кажам дали се работи станува збор за координиран напад. Меѓутоа, изминатите години, зборам и децении и повеќе од тоа, станува збор за слабости на системите поврзани со безбедноста и пред се системот за заштита и спасување, но и други органи на државната власт кои затаиле и сега сме доведени во една ситуација на изразено силна бројка на криминалот од една страна и од друга страна дали се тоа последици од казнената политика која спроведува нашата држава. Што значи тоа? Кога станува збор за пожарите, станува збор за сериозни кривични дела кои нашиот законодавец ги утврдил како едни од действија со кои се заканува со највисока казна затвор од минимум 8 години. Но ако ги погледнеме пресудите, ќе видиме дека изминатите години ние немаме осуден човек за предизвикување на шумски пожар. Што се однесува до самите настани, јас би сакал да отворам два елементи кои сметам дека се битни во целиот овој процес. Едниот е системот за заштита на животна средина, кој е координиран и носител на тој е Министерството за животна средина и просторно планирање, и вториот е Дирекцијата за заштита и спасување како носител на системот за заштита и спасување и уште поважно институција која го спроведува законот за пожарникарство и практично раководи со тој систем за заштита од пожари. Што значи тоа? Тоа значи дека Министерството за животна средина преку своите овластувања за издавање на дозволи, оценка на влијание на животна средина, има овластување да додели концесија, но исто така има и обврска да контролира работата на овие субјекти. Например, пожарот во Трубарево, во медиумите беше изнесена информација дека се работи за објект со интегрирана еколошка дозвола. Ако се погледне законот за управување со отпад, ќе се... Да, прашањето за контролите и како тие се прават, секако е клучно дали институциите ги исполнуваат своите обврски, од друга страна управувањето со отпад е сериозен бизнис и колку тој пак на некој начин е подлежен на криминал. Токму така, ако погледнете статистиката на криминалот во изминатите 20 години, кривичните дела против животната средина, во кои влегува и загадувањето на животна средина со отпад, се незначителни во вкупниот број на кривични дела. Од друга страна, ако го погледнеме така наречената СОКТА, а тоа е
проценката на ризици на заканите од сериозен и организиран криминал на Европската Унија, која ја објавува Европол, можеме јасно да забележиме дека управувањето со отпад не само сега, туку и децении наназад, представува на вистина прилично неризичен начин на заработка на организирани криминални групи. Иванов... Зошто е тоа така? Да, продолжите. Зошто е тоа така? Затоа што станува збор за релативно формирање на фирми кои можат легално да се бават со определена дејност, но при тоа прикриено да се тргува или да се несоодветно да се управува со отпад, на тоа заработувајќи огромни суми на пари. И тука станува збор за електронски отпад, за пластика, но исто така и возила и делови од возила. Последната најава е дека подметнувањето пожари би се третирало со ново законско решение како тероризам. Но колку е тоа едноставно да се докаже ако ја следиме и сега ако ја следиме и сега казнената политика која што имаме како евиденција? Ова е прашање за практично правна квалификација. Во случај ако се докаже, значи согласно член 294А се извинувам. Во случај ако се докаже дека од една страна имаме организирано, значи тоа е 394Б се извинувам. Значи од една страна ако се докаже дека активностите се правени со намера, со загадување или еве да не парафризирам, членот 394Б вели меѓу другото, со намера за загрозување на животот и телото и создавање чувство на несигурност или страв кај граѓаните. Значи, тие два елементи на битието на тероризам треба да бидат исполнети. Едното е значи, да се создава определена експлозија, загадување на вода, или загрозување на критична инфраструктура во обичен начин на живот на луѓето. Другата страна би било да се предизвика чувство на несигурност или страв. Но она што во теоријата се знае и се изучува е дека тероризмот е облик на политички криминал. Значи во оваа смисла, за да евентуално го квалификуваме како тероризам, треба да докажеме дека намерата е да се загрози здравието, да се предизвика немир и несигурност, но и со тоа да се оствари определена политичка цел. Таков е тероризмот според криминолошката теорија. Прашањето е колку тоа ќе биде едноставно за докажување во правниот систем. И уште еднаш еве со прашањето со кое што практично го почнавме разговорот во однос на тоа дали можеме да зборуваме за хибриден напад и дали доколку се случува такво нешто институциите соодветно реагираат и одговараат на тоа со оглед дека стигнуваат и забелешки од страна на опозицијата, дали за тоа известено НАТО, дали е свикан Советот за безбедност? Од нормативно правење, од легалистички аспект, не можам јас да коментирам сега политички ставови на политичките партии. Меѓутоа, би рекол дека оние кои се на власт не помагаат доколку предизвикуваат чувство на несигурност, особено имајќи предвид дека кај нив се алатките на принуда. И ако некој има легитимитет и средства за да се откријат овие наводни поврзани дела кои треба да ја дестабилизираат државата, тоа е токму власта. Иванов, благодарам за ова вклучување во топ тема. Ние ќе продолжиме со вториот дел од разговорот тука во студиото, но при тоа да погледнеме реклами. Назад сме во топ тема, Штериев, Марковски, Стојков во студиото. Еве за да се надоврзаме на она што е актуелно случување, Стојков, ќе почнем со вас оглед на состојбата со пожарите низ државата. Колку сето тоа пак од друга страна влија и на бизнис климата?
Пред се благодарам за поканата и дозволете од ова студио да упатиме благодарност до сите пожарникари, вработени во надлежните институции и самоиницијативно организирани граѓани кои се вклучија во гаснење на пожарите цело ова лето. Како и секој неповолен шок и кај пожарите, очигледно важно е со колкав интензитет доаѓаат и со колкава зачестеност. Гледаме дека ова лето тие се многу чести, особено опасен беше неодамнешниот пожар во село Трубарево. Така што пред се пожарите и овие најави за хибридни напади предизвикуваат едно чувство на неизвестност, несигурност, страв кај граѓаните. Дури потоа нели кај бизнисите. И сега сите очи се вперени во институциите. Каков ќе биде нивниот одговор? Кога зборуваме за бизнис окружувањето, многу компании сега сигурно размислуваат да вложат повеќе во заштита на своите објекти. Ова ќе ги зголеми нивните трошоци. Сигурно ќе сакаат и да осигураат многу од својот имот, што дополнително ќе ги оптовари. Сега, прашањето е доколку ова е некој образец, доколку ова е имплементација на нечија стратегија, тогаш навистина работата станува многу сериозна. Доколку станува збор за политички препукувања, тогаш ова ни укажува дека политичката поларизација отишла предалеку и тоа е одредена закана за политичката стабилност, што исто така им штети на бизнисите. И сега нормално во бизнис секторот будно ги следат состојбите, доколку ова оди во непосакуваната насока и се повторуваат пожарите, тоа би можело да ја намали подготвеноста на некои инвеститори за нови инвестиции, може да ги одложи тие инвестиции, да го зголеми ризикот и секако на еден среден рок негативно да влие врз деловната клима. Меѓутоа, клучното прашање е сега како ќе реагираат нашите институции? Дали ќе ги откријат сторителите? Дали ќе преземат превентивни мерки? Дали ќе ги санкционираат? Затоа што тоа, па од друга страна, може и да ја зголеми довербата во институциите на крајот. Да, ако има разрешница. Штериев со оглед дека берзата постои 30 години, се минува ли еколошката свест кај компаниите, барем на оние кои се котирани на берзата? Па ќе ми дозволите пред да кажам за македонската реалност и состојби визави ова прашање, зошто берзите генерално, глобално се влезени во целата оваа проблематика на така наречено ЕСГ известување, односно известување за нивното работење поврзано со животната средина, социјалните прашања и управувањето генерално. Значи, берзите покрај нивните основни функции, кои ги знаеме, историски, а и денес уште повеќе, се бават и со некој тип на едукативни активности, низ призма на тоа што сакаат компаниите што се тргуваат на берзите и нивните акции во очите на инвеститорите, во перцепциите, да бидат помалку ризични, бидејќи проблем во секој од овие компоненти и во животната средина врзано со работењето на компаниите и социјалните прашања и општото управување прави ризици кај инвеститорите. Од тука берзите, а и македонска берза веќе известно време правиме напор да котираните компании, а тоа се локомотивите на развој, најголемите компании во една економија, да ги насочуваме, да ги подобруваат нивните интерни практики за овие прашања. Но треба да се има во предвид, секаде, па и кај нас, како што и вие рековте во вашето прашање, тоа е еден мал сегмент од корпоративниот сектор, така на македонска берза тука во последните години направи неколку, би рекол, значајни исчекори. Направивме нов кодекс за корпоративно управување во кој има една глава за така наречено одржливо работење и известување на компаниите, но уште побитно, заедно со холандски експерти, со техничка помош од ЕБРД, направивме еден водич за ЕСГ известување за котираните компании. Со идеја двата проекти беа
кодексот го правевме и заедно со Комисијата за хартија од вредност, повторно под покровителство на ЕБРД, да од кога тие документи ќе се направат и ќе се обелоденат, покрај за котираните компании на некој начин да станат некој образец, некој темплет и за други компании и некотирани и неакционерски друштва, но и во јавниот сектор, во државните компании. Од тука известувањето е многу битно. Кога вие ќе направите вакви акти во кои барате од некого да известува за овие прашања, тоа значи индиректно тој мора да има и системи за мерење на разни индикатори, потоа да се изложи во јавноста дали тоа го направил добро или не го направил, па да објасни зошто не го направил, па онда ќе имате општествен притисок, медиумски притисок и така натаму. И сосема на крај, овие случувања кај нас ме поттикнаа деновиве малку вака на едно интерно размислување дека веројатно сите овие проблеми еве во сферата на животната средина потенцираат зошто е битно акционерството во целото општество, затоа што тоа е облик на организирање на компаниите кој сам по себе значи транспарентност, информирање што се случува во компанијата и исто така и имање на поголем капитал. Бидејќи сме во време на преиспитување глобално на многу досегашни, да речем, начини на работење, зошто па да не се размисли дека како и во финансискиот сектор, некои облици на компании во некои дејности, како што е ова поврзано со проблемиве со животната средина, да мораат да бидат акционерски друштва, да известуваат. Со тоа ќе има фидбек цело време што прават тие, а јавноста директно или индиректно ќе ги надгледа. Да, тоа е една тема која малку поопширно ќе зборуваме малку подоцна во емисијата. Иве Марковски, да се надоврзам на ова за ЕСГ правилата, се напуштали можеби или се гледаат тенденции можеби на такви тенденции, меѓутоа генерално тоа се правила кои што првенствено ги применуваат институционални инвеститори, пред се тоа се пензиски фондови кои што во своето работење вклучуваат и социјална компонента и генерално сите обезбедувачи, провайдери на информации и анализи за компаниите, меѓу другото обезбедуваат и одредена категоризација на потенцијалните инвестиции, што секако е битна за сите, посебно пак ќе кажам, институционални инвеститори. Тоа е многу присутно во инвестирањето, првенствено во рамки на Европска унија, она што го спомнавте. За жал, во САД поинакви се тенденциите, дел од поголемите банки почнаа да го напуштаат овој концепт, првенствено водени од обезбедување на одредена профитабилност со занемарување на овие сега стандарди, меѓутоа ни оддалеку тоа не значи дека целосно се напуштени. За жал кај нас се уште не се ни одомаќинати на ниво за да и инвеститорската јавност ги препознава и цени потенцијалните инвестиции во зависност од нивната категоризација и рангирање. Ако ги следиме податоците од Народната банка, во штедни влогови на граѓаните има 6,7 милиарди евра, сериозна сума, но еве Марковски повторно ќе продолжам со вас во однос на тоа дали македонските граѓаните на Македонија малку повеќе остануваат на конзервативно инвестирање. Видете, во принцип трендовите се менуваат. Секако дека и понатаму очекувам со оглед на банкоцентричниот карактер на нашиот финансиски сектор, депозитите да предничат како нормално прво и основно решение за повеќето граѓани во процесот на управување со финансиските заштеди. Меѓутоа, сведоци сме, посебно во изминативе 3-4 години, дека има нови тенденции, посебно во делот на инвестициски фондови, каде што, например, во 24-та имаме значаен раст како резултат делумно и на раст на вредноста на фондовите поради раст на цените, меѓутоа и раст на нови уплати и сето тоа на кумулативно ниво изнесуваше 50 до 60%, што во принцип значи исчекор, значаен исчекор од она што до тој период беше актуелно и значеше минимални стапки, ајде да кажеме, на учество на вложувањата во инвестициски фонд визави депозитите. Сега веќе полека постепено се доближуваме до некои регионални стандарди. Да, регионалните стандарди се нормално повисоки, кај нас се, да речеме, 3-4
4% во Хрватска и Словенија, кои што имаат најразвиени финансиски пазари во делот на инвестициски фондови, тие се значајно повисоки, 2 пати најмалку се повисоки од просеците овдека, меѓутоа сепак долгиот временски период на постоење на инвестициските фондови, доброто регулирање, резултатите кои што ги даваат во овој временски период, беа причини кои што доведоа до зголемување на довербата кај инвеститорите и постепено вклучување на овој тип на инвестициски алтернативни облици за вложување во делот на вкупните финансиски заштеди на инвеститорите. Да, ја слушнеме сега тука анкетата сними тимот на Телма во однос на тоа каде инвестираат македонските граѓани, па потоа секако ќе продолжиме со коментар. Дали би инвестирале на берза или би штеделе во банка? Еве размислување на млади луѓе. Јас би инвестирал во берза сепак, ради по-големиот прираст и ради ефикасноста на сложната камата за долгорочно штедење. Познаваш ли млади луѓе кои што веќе се обидуваат да штедат или имате ли можност како млади луѓе да размислувате за такви можности? Па да, сега со новите апликации и олеснет пристап до пристапот на тие пазари, мислам дека се повеќе млади инвестираат во берза, така и со зголемување на финансиската писменост на младите, мислам дека станува се поатрактивен начин на штедење. Штедимо. Штедите? Да. Дали нешто се интересирате за инвестициски фондови за берза? Па за сега не. Дали мислите дека е попаметно штедењето во банка или друг вид на финансиски инструмент? Штедењето во банка е попаметно. Како инвестициски фондови или берза? Само под јасток. Зошто така? Не верувам у банките. Пошто памтим времења како Југо банка, стариве, Скандик у Србија, кои ги украдоа парите, така. И поиќе улагам, ако имам станче, нешто така. Дали помладите се вртат према берзи инвестициски фондови? Па мислим да. Мислим дека да. Имате таков пример слушнато разбран? Па ето синот. Син би така Што одработува. Он е IT менаџер, меѓутоа вака знае да чепне по фондове лево, десно на берза, нешто и така. Младите во фондови поиќе штедат, туку треба да мислат да работат сами, не да чекат од татко или од мајка, дека татко данас е, утре не. Треба да мислат сами, да работат сами. Ја штедим во инвестициски фонд. Значи градим, доградуjem, а иначе у банка тоа не сум присталица да се става. Дали имате сознание од помладите, дали они наместо традиционалното, значи штедење, нешто се обидуваат да заработуваат или да штедат преку берза или друг вид на финансиска можност? Они младите гледа поиќе да шетаа него да ствара. Значи на прво место им е шетањето. А околу штедење? Околу штедење може малу, али 80% е шетање, 20% штедење. Да, назад сме во топ тема, како во вет на она што следува како прашање. Стојков, еве, ве испровоцира одговорите. Само да дополнам, ова е анкета, она што го говорат збирните податоци од Народната банка. Во просек, македонските граѓани го чуваат својот финансиски имот најмногу во депозити, точно, околу 61%. Потоа следуваат средства во приватни пензиски фондови, доброволни или задолжителни, секако задолжителни, готови пари во оптек, ја слушнавме и таа опција, значи има се уште граѓани кои со недоверба пристапуваат кон банките. И четвртата опција се акции во домашни компании. Значи некаде околу 4,7% од финансискиот имот. А внимавајте, многу граѓани купуваат недвижнини како долгорочна форма на штедење, па чуваат и во форма на станови и дуќани, така што ете, од таму ги гледаме и преференциите и траумите на многу граѓани од она што се случуваше во изминативе
30 на години. Штриев, верувам имате и конкретни бројки од берзата. Се менува ли можеби структурата од тоа кој инвестира на берзата? Ги има ли повеќе младите и колку можноста да се инвестира надвор на странските берзи како граѓани, пак ја прави помалку привлечна македонската берза? Се менува се. Трендовите се поинакви. Еве, например, ние последните 4-5 години, што се добар период за македонска берза, континуирано се зголемува структурното учество на домашните физички лица во тргувањето на берзата. Настрана ова Горан што објаснуваше во фондовите, има еден јак забележителен тренд и еве околу 2/3 од куповниот промет, значи само ако се гледа купувањата, и оваа година се домашни физички лица. И ние сме берза во регионот доста специфична, која во основа е придвижувана од домашните физички лица. Тоа има добри аспекти, значи се зголемува очигледно финансиската писменост, повеќе луѓе учествуваат во тргувањето на берзата, секако не се тоа некои огромни броеви, станува збор за бројки во илјади, а не во десетици илјади, тука работите можат да се подобрат, но од друга страна учеството на физички лица, тие се малце по психолошки сензитивни, посклони на брзи одлуки и така натаму. Што се однесува до старосната структура во рамките на домашните физички лица, тука од некои податоци што ги знам од Централниот депозитар од пред некоја година, во главном се повозрастни инвеститори, некаде околу 80% од вкупните купувања во одреден временски период наназад се луѓе над 50 годишна возраст. Сега, тука има објаснување. Едно од објаснувањата е еден од соговорниците во анкетата. Младите сакаат да шетаат, некад да штедат и така натаму. Нормално е во животниот циклус, кога сте помлади, имате помал доход, поголема склоност за некаква потрошувачка, а не за штедење, и тоа значи дека младите помалку се присутни на пазарите секаде. Од друга страна, во вашето прашање дали странските пазари се конкуренција, секако дека се конкуренција. Да, таа можности, брзина, апликации, мобилни. Од друга страна има малце тука и некои психолошки моменти, јас имам синови во таа генерација, малку е кај младата популација да вложувате во странство, а не е баш да вложувате и во најдобрите македонски компании, кои ако се гледаат аналитички ќе ви донесат многу добри приноси, и исто така апликации, дигитални алатки постојат и кај нас. Ние уште пред известно време како берза има возможивме на нашите членки, значи можете да тргувате и преку лаптоп, можете и преку мобилен телефон, сплет на некои специфични околности кај нас, морате еднаш да отидете и нешто таму да подпишете, и тука се тоа може да е некој момент што треба да се реши со дигитален идентитет и така натаму. Така да трендовите се менуваат, би рекол, на подобро, но сакаме поголема масовност. Да, но што го споменавте и забележа во одговорот, иако не беше потенцирано, е отсуството во таа куповниот промет на странските инвеститори, и во последните бројки кои што се август јас ги проверував, секако е минимален тој тоа. На ниво на 8 месеци оваа година е неполни 7% странци во вкупниот куповен промет, така да тоа не е голем процент. Да, еве, што тоа значи и зошто ни е овој процент, ако може да... Па, видете, странските инвеститори сакаат нормално да го диверзифицираат своето портфолио. Ова е за нив мал пазар, мислам дека поинтересни се поголемите берзи, а со либерализацијата што стапи на сила во јануари 2019 година, па и многу наши граѓани добија можност да купуваат харти од вредност во странство, така што мислам дека повеќе нашите граѓани ќе бидат активни во странство, отколку што би можеле да очекуваме на краток рок странски инвеститори кај нас. Инаку, ова со акционерството е нераскинливо поврзано и да се сетиме со неправедната приватизација, која се случи една огромна концентрација на акционерска собственост кај мал број граѓани. Потоа, бидејќи имаме изразена доходна нееднаквост во нашата економија, голем број на сиромашни граѓани, се случи натамошна концентрација, така што се намалуваше еден период бројот на акционери. И на ова ниво на економски развој, многу граѓани, не можат да си дозволат, да речеме, да се вклучат на
берзата. Штриев, го споминавте вие и во почетокот во воведот едно од прашањата што планирам да го поставам, а тоа е во поглед на се не се гледа дека компанииве некако имаат страв да излазат на берзата, да приберат, да се појават на пазарот на капитал. Зошто е тоа така и како да се смени? Што тука може да се направи? Дали е причината кај берзата, дали има државата улога, дали самите компании? Да, само две реченици околу странските инвеститори. Не е реално да очекуваме голем прилив на странски портфолио инвеститори од физички лица од странство. Значи, треба да видиме каде вложуваат институционалните инвеститори, фондови кои имаат тесен фокус во вакви пазари како нашиот, и тука објективно многу е мал нашиот пазар, нашите најголеми компании се многу мали и тие не влагаат во тие критериуми на тие странски. Значи, ние не сме ни emerging market во таа некоја класификација, ние сме така наречен frontier market, како и повеќето. Така да тука е 2007 година нема брзо да се повтори, освен, и затоа е тоа наша голема заложба, регионализација, интеграција, да бидеме дел од некои поголеми целини, каде што кога ќе се влага во регионот, ќе се влезе и во нашите компании. Околу прашањето за недостаток на нови финансиски инструменти. Тоа е нели вечната тема на берзата, нели суштинско стратешко прашање, или на нашата конференција идната недела во Охрид пак имаме цел временски слот околу тоа, и неколку луѓе ме прашуваат денови, добро, до кога веќе со овие теми, па што се случува и како се случува. Очигледно тоа иде многу тешко. Општеството и економските субјекти во Македонија во овие 30 на години се развиваат на некој начин кој што не е толку склон да се масовно или барем повремено користи ова пазарно финансирање, бидејќи во економијата имате три можности како вишоците во економијата одат во корпоративниот сектор, или тоа го прави државата, или тоа го прави банкарскиот сектор, или тоа го прави пазарот на капитал. Кај нас во главно го прават првиве два, државата и пред се банкарскиот сектор. Зошто и покрај се, значи многу пати знаете, ние сме разговарале на емисии, сме правеле тркалезни маси, конференции, анализи, анкети и така натаму. Има повеќе причини, јас би одвел три. Значи, страв од разводнување на сопственоста, втора, а поврзана со првата, некој наш овде менталитет. Не сакам некој да биде во мојата компанија заедно со мене газда, да поставува прашања, да критикува, иако сум зборувал и со блиски луѓе кои што имаат такви бизнеси, им велам, тоа може да ви биде добро затоа што ќе ви дадат некоја идеја и така натаму. Не, постои ментална пречка да не пуштите никого во сопственоста. И трето, а не помалку важно, се уште се смета кај многумина од претприемачите дека транспарентноста, бидејќи не ја гледаат можноста за докапитализација, транспарентноста само по себе ја гледаат како опасност. Ќе ме видат што ми се случува, може би и книгите на некои не им се средени до крај. Така да во ова комбинација на триве фактори е многу проблематична како да ја надминете. Да, прашањето, поентата е дека постојано истото го зборуваме, ги знаеме причините, прашањето е како тоа да се смени, што може да се направи за таа... Што може? Тоа што го прават и сите други берзи, иако ова не е работа и стратешки приоритет само на берзата како институција. Значи, пазарот на капитал во успешните случаи каде што знаеме како се развивал, најчесто е тоа некоја координација меѓу државата, институциите на пазарот на капитал, банките и така натаму. Ние направивме некакви специјални деловни клубови, го нарековме тоа бум клуб берзата и успешните во Македонија, ги собираме неакционерските друштва со идеја да ги едуцираме, им носевме луѓе од Австрија, од Бугарија, од Хрватска, сега имаме и од Романија, многу поуспешен пазар и така натаму. Со ЕБРД потпишавме еден меморандум пред 2-3 месеци, каде што ЕБРД вака вели: најдете кандидати сериозни кои ќе издадат не само акции, може и обврзници, ева нема разводнување на сопственоста. Ние сме спремни во голем дел да го финансираме процесот. Аналитичари, консултанти, изготвување на проспекти и, ако ни се вклопува во критериумите, и ќе вложиме во новата емисија за да даеме позитивен пример на локалната инвеститорска заедница.
Тоа ни е актуелно последниве неколку месеци. Без да кажувам имиња на компании, многу е тешко да анимираме компании и на состанок за оваа работа. Се уште очигледно приоритетите во комбинација со хиперликвидниот банкарски сектор не се да имаме помасовна или барем по вака некои храбри, одважни компании. Во Хрватска, на пример, така беше со година, оваа година третото IPO го имаат, значи можеби треба уште малку да се чекаме. Се надеваме. Да, века и нас IPO не успеа. Ние од берзата се водиме по оној слоган да бидеме реални, да го бараме невозможното. Значи ние ќе го ова ни е мисија, ќе се трудиме, но не е само до нас. Марковски, што случува на светските берзи? IT компаниите се уште се во фокусот, акциите на IT компаниите. Во очекување се на одлуката на ФЕД, Европската централна банка прави пауза од намалувањето на каматните стапки. Сето тоа се и секако влијае на берзите. Генерално, овој последен бран на оптимизам на кој што сведочиме во последните 3-4 недели се базира првенствено на очекувањата дека ФЕД како централна банка, која што во голема мера го дефинира амбиентот на светскиот пазар на капитал преку каматните стапки, ќе ја намали конечно каматната стапка, бидејќи излегува низа податоци од американската економија кои што укажуваат на постепено ладење на економијата. Тоа првенствено се однесуваше на зголемување на иницијални нови барања за вработување, кои што стигна, односно излегува над очекувањата, значи поголем број на луѓе бараат до на што пазарот очекуваше работа. Од друга страна, низа прилагодување на податоците, посебно за вработеност во 24-25 година, која што во принцип изнесува отприлика 919.000 луѓе, кои што реално за таа цифра бил надценет, односно напумпан, условно кажано, пазарот на капитал. Стапката на инфлација исто така не оди во прилог и таа и понатаму тврдоглаво висока над очекуваните и таргетираните 2%. И сето тоа влијаеше во изминативе 2-3 недели веројатноста за спуштање на каматните стапки од страна на Централната банка на Америка да се качи на високи 97%, односно цел пазар очекува едноставно кажано да се спушти каматна стапка, која што е еден од клучните фактори што би требало позитивно да влијаат во наредниот период на пазарот на капитал, односно на компаниите, првенствено преку намалување на трошоците. Секако тоа е еден од ефектите, понатаму се очекува тоа да нормално ги динамизира резултатите на компаниите и од тие причини инвеститорите секогаш однапред реагираат соодветно и влијаеше на раст на цените. Генерално пазарите на капитал од самиот почеток на годината со исклучок на оној период на објавување на политиката на нови тарифи од страна на администрацијата на САД, ево нагорен подем. Ако гледаме од почеток, на пример, во САД растот 11%, 12%, од оној момент на пад, па повторен раст дури и 30%, така да генерално оптимизмот и понатаму преовладува. Дали IT секторот и натаму ќе биде? IT секторот е базиран на повеќе фактори, меѓутоа суштински е оној сегмент на вештачка интелигенција кој што го води пазарот на капитал, посебно во сегментот на IT компаниите. Оние величенствени 7 се во голема мера, односно нивните цени се формираат во зависност од новите проекти кои што се поврзани со вештачката интелигенција, со клауд системите и така натаму. Тоа беше една од причините Oracle, например, да има раст на цена во еден ден од 25 до 30% идеше во даден момент, од причина што едноставно прво објавија дека имаат обврски за исполнување во наредниот период од прилика 400 милиарди, што е импозантна цифра, а од друга страна тој клауд систем, односно клауд сегмент очекуваат да порасне во наредните 5 години од 10 милиарди моментални на 140 милиарди.
Тоа е нешто што, да речеме, ги потсети инвеститорите на Nvidia случајот, кој што, каде што се успеа со такви супер оптимистички прогнози и тоа беше основа за таков динамичен раст. Генерално тоа го води пазарот, меѓутоа секако треба да се има предвид дека мало потфрлување значи голема корекција таму и генерално тоа исто така се смета како уште една капка во чашата која што се вика меур. Како и да е, сите три главни американски индекси историски највисоки вредности сега деновиве направи. Да, и генерално тоа па ги води инвеститорските куќи да прават, односно да дадат нови проекции за крајот на годината, па ги дигна од 6300 на 6600, каде што и сега, во принцип, до 7000 дојче мислам стигна. И генерално тој тренд продолжува. Сега, пак ќе кажам, факторите првенствено се на страна на овие монетарни мерки кои што треба, меѓутоа треба да се има предвид дека исто на пазарите доминираат оние физички лица што ги спомнавме преку ETF-ови. Тоа се фондови кои што во принцип имаат однапред дефинирана инвестициска политика и таму самото вложување на граѓаните автоматски тие инвестираат и го пратат структурата која што е предвидена. Таму нема активно управување со средствата и тие се заедно со овие алгоритамски водени фондови 70 до 80% од вкупното тргување. Ако дојде еве некое физичко лице и ви каже имам 5000 евра, сакам да ги инвестирам, што ќе го советувате? Значи и фондот ке те. Значи имаме ние 6 фонда. Не, генерално ако повторно, тоа зависи од карактерот на инвеститорите така натаму, доколку сака конзервативно вложување, тогаш ја лично предлагам да се усмери кон фондови кои што вложуваат во врзници, доколку сака динамично вложување, најдинамично шпекулативно, тогаш во инструменти што се поврзани со злато. Тоа се моите лични, ајде да кажеме, предлози, што не мора да се точни, тоа се мои перцепции, од причина што, да кажеме, во голема мера сметам дека со овие вреднувања на странските пазари кои што се движат од 30 до 40 price earnings во однос цена во однос на заработка и што се неколку стандардни девијации над просекот на овие берзи, мислам дека се доста високи и се зрели за корекција, ако ништо повеќе. Ако може само да потенцираме и уште два други момента, прво има голема ликвидност во светската економија и таа врши притисок и врз цените на добрата и услугите, врз берзанските индекси, врз цената на златото и ние ги забележуваме тие промени. И второ, една силна геополитичка фрагментација. Светот се дели во трговски блокови, големи супер трговски блокови. Бевме сведоци пред некоја недела на состанок на Шангајската организација за соработка. Гледаме дека едно јадро околу Кина и Русија се формира, другото јадро е околу Соединетите Американски држави, која што се уште ги дефинира односите со Европа. И во тоа позиционирање многу од инвеститорите ќе го реалоцираат, префрлат капиталот во земјите од својот блок. Ние би можеле да искористиме некои од тие поволности, секако имајќи предвид дека имаме и ограничувања како што е работната сила. Па со многу поактивна промоција, на странските и директни и портфолио инвестиции, да се таргетираат земјите. Например, сега е изработена од Обединетите нации од владата една мапа за инвестирање во одржливи индустрии. Идентификувани се 13 сектори во кои што се кажани, да речеме, финансиските параметри, очекувањата, колкав профит би направиле инвеститорите, и тоа треба да се промовира. Меѓутоа, пак ќе кажам, тесно грло ќе биде работната сила. Штириев, споменавте за американските индекси, но што е она што го движи македонскиот берзански индекс? Како што споменав веќе, ние имаме еден период од неколку години
одлични ценовни перформанси. Нашиот индекс во последните 10 години е околу 450% во плюс. Ланската година беше над 60%, оваа година тие ценовни движења се поумерени, така да некаде е неполни 3% во плюс ако се земе вчерашната вредност наспроти последниот ден од ланската година. Кај нас имаме специфична структура на котирани компании каде што доминираат банките. Банките, знаеме сите, во континуитет испорачуваат добри резултати и еви агрегирано сите котирани компании на ниво на 6 месече имаат рапортирано добивка од околу 200 милиони евра, што е на слично рамниште како ланските 6 месеци, кои беа па веќе многу со поголем пораст од претходната година. Што сакам да кажам, компаниите кои се тргуваат на берзата и пред се оние кои се во индексот, генерално веќе подолго време испорачуваат добри резултати, дел од нив веќе воспостави една константна, стабилна дивидендна политика, во содејство на оној период кога имаше и ниски каматни стапки и овој тренд на физички лица сепак да почнуваат повеќе на берзата, се формираше една критична маса во најширока смисла што ја придвижува македонска берза, но во овие параметри. Секако далеку сме од оние рекордни 2007 година, колку за илустрација прометот тогаш годишен беше 650 милиони евра, лани во најдобрата година последната деценија беше нешто над 200, а сега со непуни 9 месеци имаме околу 100 милиони, што е исто окей. Значи, но не можеме да стигнеме и не можеме да очекуваме 2007. Па, тешко е човек да биде оптимист во тие обеми на тргување и поради отсуството на странски инвеститори, затоа што тогаш инвеститорите од Хрватска, од Словенија, фондовите со некои по-лабави правила што ги има, многу полесно влегуваа на нашиве пазари. Да. Кусо, одиме тука со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во топ тема. Стојков, Штериев, Марковски, гости во емисијата. Имаме уште кратко време до крај. Ева, Стојков ги спомена, Штериев, финансиските резултати на компаниите кои што се котирани на бирзата. Што тие покажуваат во однос на изминатите 6 месеци за економијата и кои се очекувањата не само во Македонија, туку и за економските текови глобално? Како макроекономист, секако дека ги гледам состојбите на берзата, меѓутоа тоа не е репрезентативен примерок на целата македонска економија. Таму не котираат многу мали, средни фирми, многу по-релевантни се показателите за реалниот раст на БДП. Годинава се очекува некој реален раст од околу 3-3,5% на годишно ниво, што сепак е одлично, имајќи предвид дека еврозоната се очекува да бележи некој анемичен раст од 1%, Германија се бори со стагнација, скапо ја плаќа борбата за енергетска независност, за таа е наш најголем трговски партнер, така што тоа би бил одличен резултат во вакви исклучително сложени околности. Инаку профитите се на ниво на ланските остварувања, така што мислам дека успешно ќе ја пребродиме оваа година и покрај сите шокови кои ги доживеавме со царините, со високата инфлација. Реални ли се тие очекувања за 3-3,5 раст на економијата? Да, мислам дека за нашата економија се реални. Марковски, цената на златото урива рекорди. Што се очекувањата до крај на година? Видете, генерално два фактори го движат златото, односно цената на златото. Тоа се првенствено зголемениот интерес од страна на централните банки, водени од оваа геополитичка несигурност и нестабилност во изминативе неколку години, што ги тера посебно, условно кажано, централните банки на југот, на јужната полухемисфера, да голем дел од своите резерви ги усмеруваат кон злато како еден од облиците што им овозможува флексибилност во управувањето со девизните резерви наспроти
хартии од вредност кои што во дадена ситуација може да бидат предмет на санкции и така натаму, нешто што во минатото се случи, да кажеме. Тоа е едниот фактор. За жал, имајќи ја поголемата слика, сметам дека и понатаму тие геополитички тензии ќе бидат актуелни во наредниот период. И од друга страна, секако, високото ниво на задолжување, посебно кај западните земји, што допринесува да се намали довербата кај инвеститорите и во насока на диверзифицирање на своите портфолија, повторно се одлучуваат многу почесто за зголемување на учеството на златото во вкупните резерви. Дури имаше податок дека на светско ниво, ако се гледаат сите банки заедно централни, повеќе или помалку се изедначило учеството на златото со американски државни обврзници. Значи, што како резултат на дополнителни купувања и така натаму. Сето тоа оди во прилог и последните податоци, на пример за Централната банка на Кина, укажува дека таа континуирано и на овие нивоа на цена на злато од 3700, да речеме, долари за унца, 3600 колку и да беше во овој период, продолжуваат да купуваат злато. И тој амбиент очекувам да продолжи, така да и генерално очекувањата се на поголем дел од овие инвестициски банки, така натаму, дека во наредниот период, а тоа, да речеме, предпоставува период наредни 6 до 12 месеци, потенцијалот за дополнителен раст на цената на златото се движи од ова ниво од 10 до 20%. Тоа во контекст на сите алтернативи за мене прифатливо, бидејќи на крај на денот се инвестира во нешто што во принцип има долгорочна вредност и посебно во вакви нестабилни периоди од функционирањето е средство кое што, речеме, е посакувано и последни анализи покажуваат генерално дека во контекст на вкупно портфолио се препорачува дури да се зголеми, обично беше 5%, сега анализите укажуваат на зголемување на учеството од 10 до 15%. Штриев, еве, организирате конференција на берзата по повод 30 годишнината од обстојувањето на македонската берза. Предпоставам дека дел од овие теми ќе бидат споменати и таму, а секако и очекувањата за глобалните трендови кои што ќе следуваат во не само до крајот на годинава, туку и следната. Да, секако нашата годишна конференција, која е традиционална, е некој централен настан од овој тип. Оваа година, ево, фактички околу нашиот роден ден, ние имаме два родендени, септември, 13 септември оснивачко собрание, до година во март е првиот ден на тргување 30 години, ќе има теми, како што и сами спомнавте, каде што ќе се елаборира, ќе имаме над 200 учесници, ќе имаме над 30 на спикери, добар дел од странство, еве, уште се отворени можностите за регистрација, така да ги повикувам заинтересираните кои не се регистрирале тоа да го направат. Што се однесува до очекувањата, Марковски детално елаборираше за меѓународните состојби и трендови. Јас како човек од берза да прогнозирам за трендовите со цени кај нас не би можел, би рекол телеграфски околу нашите очекувања и планови како компанија, бидејќи ние сме и организатор на пазар, но и компанија, така да нашите приоритети утврдени на ниво на стратешка еден документ што го направивме исто со ЕБРД, кој е наш голем поддржувач, значи регионализација, успеавме да влеземе во тој еден сега проект за интеграција на берзи во една поширока, многу по вака јака географија со Полска, со Унгарија, со Словачка и така натаму, не само со овие од нашите простори, значи активно учество во тие регионални проекти, максимално посветување повторно да во овој проект со ЕБРД успееме да најдеме одважна, успешна и храбра компанија која ќе влезе во овој проект, бидејќи знаејќи го нашиот менталитет, еден успех на овој план сигурен сум дека ќе повлече можеби и други предприемачи посериозно да размислуваат. И трето, ни предстои законите нови што се донесоа се одложија, но мораме сега тука да се доприлагодиме, да разговараме и со регулаторот како некои решенија ќе ги имплементираме и сосема на крај голема можност гледаме во сегментот на државните хартии од вредност и во примарниот, пред се во примарниот пазар, минатата недела бевме и во Хрватска во организација на нашето министерство во Хрватска, многу интересни работи се случија, па да пробаме нешто да имплементираме и да прилагодиме на нашиот пазар.
Јас ви благодарам на сите за гостувањето во Топ тема. Благодарам. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со нашата програма.